Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството руралниот развој вчера ги исплати последните субвенции за одгледувачите на полјоделски култури. Станува збор за исплата по мерката 1:1 директни плаќања по обработлива земјоделска површина за сите полјоделски култури, освен за тутунот. Корисници на оваа финансиска поддршка се земјоделски стопанства кои во производствената 2018-2019 година имаат засејани и ожнijani површини со пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, хелда, сирак, соја и сончеглед. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка Никола Чебабовски појаснува дека станува збор за исплата на средства за оние апликанти кои имаат поднесено барање за добивање на средства од програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година и законски се стекнале со правото на оваа финансиска поддршка. Почитувани, денеска овде заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ви информираме дека отпочна исплатата на субвенции за полјоделски култури со исклучок на тутунот и денес се исплатени без селекција во еден ден 23.108 корисници и вкупната финансиска поддршка која што се дава за оваа мерка изнесува 376.122.000 денари. Ова покажуваме дека навистина неселективно во еден ден можат да се исплатат сите корисници. Министерот пак за земјоделство, шумарство и водостопанство информираше дека ресорното министерство заедно со агенцијата и во наредниот период ќе продолжат со праксата за навремена исплата на сите финансиски поддршки во земјоделството. Во програмата 2020 година започнуваме според календарот како што е планирано и ова е доказ дека политиките на владата продолжуваат за навремени и неселективни исплати према земјоделците токму во моментот, односно во периодот кога им се најпотребни. Со ова докажуваме дека денеска полјоделските култури се исплатени на некаде висина од 6,3 милиони евра и некаде од 23.000 земјоделци. Димовски Бабовски појаснија дека нема застој во исплатите на субвенциите. Од почетокот на исплатата до денеска се исплатени 341,5 милиони евра по програмата за земјоделство и рурален развој.